Македонците најмногу патуваат во Грција и Албанија ова лето. Според туристичките агенции, причините се поради близината од една страна, а од друга страна покачените цени во ресортите во поатрактивните туристички дестинации. За 7 дена во Грција, на пример, за приватно сместување треба да се одвојат од 500 евра па нагоре, додека пак за хотелско сместување цените се од 100 евра по вечер. Поевтино е од втората половина на август и во септември, кога има аранжмани и за 200 евра за една недела. Нормално, заради близината што имаме со соседна Грција, секогаш најбарани дестинации од страна на нашите граѓани се најблиските, односно Грција. Не изостануваат барањата и за Албанија, која што е доста поповолна, со поповолни цени, да кажеме. Меѓутоа, јас би нагласила колку и да се качуваат цените, секогаш Грција најмногу ја бараат луѓето. Меѓутоа, Албанија е посебно Шенген, место кое што се наоѓа на Јадранско море, има доста поволни цени, песочна плажа, така да доста ја бираат и таа дестинација, луѓе што сакаат поевтини аранжмани, економичен одмор, да кажеме. Египет, Турција, Италија, Тунис се најбараните подалечни дестинации кои ги нудат домашните агенции за така наречениот all-inclusive аранжман, но се бараат помалку во споредба со оние од земјите во регионот. Според дел од агенциите, поскапени се ресортите кои порано нудеа атрактивни цени за една недела. Ако за 7 дена до пред некоја година се плаќало по 700 евра, сега истата понуда чини околу 1500 евра. Дел од агенциите велат дека побарувачката е помала од лани, а добар дел од граѓаните се одлучуваат за летување во собствен аранжман. Поскапувањето на цените во неколку туристички дестинации си го направи своето. Значи има намалување на бројот на туристи кои што патуваат во поскапите дестинации. Се разбира, Грција спаѓа во една од поевтините дестинации заедно со Албанија, кои што ги преферираат македонските граѓани. Но, значи, чудно е, после неколку години има пораст на цените во ресортите. Значи, не е до Македонија, него, пример, и во Грција во ресорти, и во Турција во ресорти, и во Египет, и во други дестинации, во Хрватска, во Црна Гора, цените се поскапени за 30-40% во однос на мината година. Во последните години се забележува дека граѓаните наместо еднаш на одмор во шпицна сезона одлучуваат да одат 2 или 3 пати, например во јуни и на крај на август или во септември, кога цените се поевтини. Се почесте и викенд туризмот. Во текот на летото неретка е сликата од колони на границите, особено за продолжени викенди, кога македонците се упатуваат кон грчките плажи.